Добро вечер, Божи благослов се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Се разбира, целта на самата емисија е да ве охрабри, мотивира во овие тешки времиња. Целта на емисијата е да ви го покаже Бог, кој е Бог и што тој од нас очекува или бара. Да ни помогне како можеме да го најдеме и како можеме, се разбира, лично да комуницираме со него. Емисијата Гласот на вистината има за задача да ни ја покаже библиската основа и вредности кои што сте темелени, се разбира, врз Светото писмо или Божиот збор, Библијата. Почитувани слушатели, навистина сакам да ве поздравам и да ви посакам благослов Божи. Се разбира, ова вечер е посебна вечер затоа што ние зборуваме за прекрасниот Бог. Бог кој што секојдневно ја покажува својата милост и ние живееме во време на милоста. Библијата многу јасно и гласно зборува дека кога Христос дојде на овој свет, кој се роди, се разбира, пред 2000 години, не само тоа што Месијата дојде на овој свет, туку Библијата зборува дека преку Месијата произлегува милоста Божја. И ние ја гледаме таа милост Божја во Синот Божи, во Исус Христос. И затоа реков, ние живееме во време на милоста Божја. Од една страна, иако од друга страна ги гледаме сите потешкоти кои што не обкружуваат, но сепак Бог многу јасно и гласно зборува за овие последни времиња. Библијата има исто така книги кои се ескатолошки книги, кои зборуваат за последните времиња. Затоа читајте Библијата, таа ќе ви помогне во какво време ние живееме. Се разбира, многу често пати, многу честа тема која што денеска се дискутира насекаде. Луѓето кои иако не ја познаваат Библијата, не го познаваат Бог, не ги познаваат тие суштински прашања за кои што ние скоро секоја емисија зборуваме, но сепак размислуваат дека ние живееме во последните времиња, кога на прагот е второто Христово доаѓање, тоа негово триумфално доаѓање. Библијата го опишува дека Бог е подготвен да им суди и на живите и на мртвите. Од друга страна, големото прашање е за нас, дали нашите имиња се запишани, се разбира, во книгата на животот, кој што се опишани, се разбира, кога зборувам за книгата на животот, многу ретко можеме да ја сретнеме во Библијата, само на неколку места е напишана оваа книга. Всушност се зборува за оваа книга, книгата на животот. Почитувани слушатели, тоа е многу битно и важно дали нашите имиња се запишани во книгата на животот. Со тоа што ќе му кажеме на Бог, да, по автоматизам твоето и моето име е запишано во книгата на животот. Почитувани слушатели, иако зборуваме дека Бог е креатор на човекот, дека човекот произлегува од самиот Бог, ние во минатите емисии видовме дека човекот е креиран од три елементи. И всушност тоа е една од најголемите мистики кои што денеска во целост не ни се нам откриени, не ни се нам појаснати, дека човекот е створен од тело, душа и дух. Иако Библијата напоменува за овие нешта, но сепак немаме целосни информации. Но она што го знаеме, се разбира, од Божиот збор. Она што е многу битно и она што е многу важно, дека ние доаѓаме од Бога и дека всушност човекот е креиран и создаден од раката Божја. И дека тој е круна, се разбира, на Божјото создание. Човекот денеска го отсликува Божјото постоење. Ако денеска се сомневаш во Божјото постоење, тогаш мојот совет е, погледни се на огледало. Ти сам сведочиш дека Бог постои. Јас сведочам дека Бог постои. Зошто? Затоа што сме ние креирани, создадени по Божја слика, по Божја намера. Бог има план со нашиот живот. Тој не сака, тој не љуби и затоа не создал новој свет. Не случајно сме тука. Бог ни дал задача.
Секој еден од нас треба да живее одговорно, затоа што има задача. Крај на крај, секој еден од нас ќе дојде време кога ќе застане пред правдата или пред лицето на правдата, тоа е всушност пред самиот Бог и ќе даде сметка и отчет за својот живот. Знаете, не можеме до таа мера да се опуштиме дека едноставно можеме се да правиме и тука се да заврши со ова, се разбира, помисла. Почитувани слушатели, ние зборуваме за големите прашања за животот и верувам дека дадохме толку многу одговори по овие прашања. Се надевам дека ќе зборуваме и ова емисија за големите прашања. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде после смртта. Се разбира дека секој еден од нас е создаден со Божја промисла, со Божја цел. Еве ќе прочитаме една реченица која што ни е запишана во една прекрасна книга која пишува, се разбира, Рик Форен. Не се работи за тебе. Тоа мора да го знаеш. Многу често пати ние од наш агол ги гледаме работите. Од наша перспектива и донесуваме најчесто пати погрешни одлуки по оваа прашање. Но не се работи за тебе. Не се работи ни за мене, се работи за Бога. Целта на твојот живот опфаќа многу повеќе од тоа да ја сватиш само на лично исполнување, на мир, среќа. Таа е поважно од твоето семејство, кариерата, амбициите. Ако сакаш да дознаш зошто си на оваа земја, мораш да почнеш од Бог. Ти си роден според неговата цел и се разбира за негова цел. Луѓето илјадници години безпомошно се обидуваат да ја пронајдат целта на животот. Така е затоа што обично потрагата ја започнуваме на погрешно место, односно од самите себе си. Постапуваме себично или поставуваме себични прашања од типот: што сакам јас да бидам? Што треба јас да направам за мојот живот? Кои се моите цели, моите амбиции за мојот живот? Но таквиот фокус на самиот себе си никогаш нема да ти помогне во откривањето на целта на твојот живот. Ке читаме во Библијата, се разбира во книгата на Јов, 12 глава, ќе го прочитаме 10 стих и ќе видиме што таму ни е запишано. Еве што ни вели Словото Господово: во неговата рака е душата на се што е живо и духот на секој или на секоја човечка плод. Значи, во неговата рака е секоја душа и секој дух. Се сеќавате кога читавме од книгата Постанок 2 глава 7 стих и видовме како Бог го креирал човекот. Зборуваме за првиот човек Адам. Библијата вели Бог му дуна во ноздрите дух животен и човекот, се разбира, стана жива душа. Покрај тоа што многу популарни книги или филмови застапуваат поинакви гледишта, сепак нема да ја откриеш својата цел за животот ако не ја запознаеш потрагата. Најверојатно тоа веќе си го направил, но ти не си создаден себично, па така што не знаеш, ниту пак можеш да кажеш за што си создаден. Ако размислуваш од себе си и тргаш од своја, се разбира, гледна точка, ти никогаш нема да дојдеш до вистински одговор зошто си на овој свет. Која е поентата што ти си тука на овој свет? И ова прашање можеби цел твој живот ќе те едноставно измачува и ти никако, ама апсолутно никако нема да дојдеш до одговор на оваа прашање. Но ти не си создаден себе си, па така не знаеш, ниту пак можеш да кажеш зошто си создаден. Ако ти подарам некој подарок што го нема никој, нема да знаеш или нема да ја знаеш неговата намена. И самиот подарок нема да можеш да ти каже која е неговата цел. Само тој што го измислил, го направил, може да ти го каже тоа, се разбира. Ако си фокусиран на себе си, никогаш нема да ја откриеш животната цел.
Ова запамти го, никогаш нема да ја откриеш животната цел ако си себично фокусиран на себе си. Ти тогаш си на една погрешна насока, на една погрешна релација, на погрешно сосема место. Еве, ова вечер, пријателе, сакам да ти помогнам од самото Свето писмо, затоа што се фокусираш себе си. Ако се фокусираш на себе си, никогаш, како што кажав, нема да ја откриеш твојата цел. Која е твојата цел за твојот живот? Ќе отвориме во книгата Проповедник, 11 глава, и ќе читаме од 7 до 10. Живеј одговорно. Животот е мил, во очите им годи сонцето да гледаа. Колку и да ни е долг векот на човекот. Нека ужива во сите своји години, но нека знае дека мрачни дни ќе дојдат и многу ќе ги има. Целата иднина е суета. Момче, уживај додека си младо. Нека ти се радува срцето во младоста твоја. Следи ги желбите на срцето и на очите, но запомни, за се ќе полагаш сметка пред Бога. Отфрле ги страстите на срцето и ослободи се од прангите на телото, зашто младоста и бујноста се суета, вели, се разбира проповедникот. Ќе прочитаме 12 глава, тоа е всушност последната глава од оваа книга, книгата Проповедник. Ќе го прочитаме 13 и 14 стих и вели вака. И на крајот, откако слушнавме се, заклучокот е овој: имај страхов почит кон Бога и живеј според неговите заповеди. Тоа му е должност на човекот, а Бог ќе суди секое дело, вклучувајќи го она што е тајно, било добро или лошо. Тоа е заклучокот на мудриот проповедник. Се мисли дека оваа книга ја пишувал синот на Давид и така започнува Соломон. Но внимавајте, исто така тој кога ја започнува својата книга или ова прва книга, прва глава поточно од книгата на Проповедник, интересно се разбира започнува, тој вели мисли искажани од проповедникот, син Давидов и цар на Ерусалим. Суета и само суета, вели проповедникот. Суета и само суета. Каква полза има човекот од сиот негов труд кој што го вложува под сонцето или под небото? Оваа книга зборува како да се живее живот со Бога и без Бога. Затоа ви ја препорачувам книгата на Проповедник, која се наоѓа во Стариот Завет. Убаво е да ја читате оваа книга и ќе откриете многу благослови и многу нешта за вашиот живот. Почитувани слушатели, запомнете една многу битна важна работа. Не сте вие во игра, туку се работи за Бог. Вие сте тука по Божја промисла и цел и за Негова цел. Бог ве создал со една одредена улога, со еден одреден капацитет. Ти си феномен како самиот по себе си. Затоа размислувај за Бог, дека си од Бога и затоа си тука на овој свет. Не си случајно на овој свет. Ако даде Господ наредната емисија, ќе зборуваме точно за тие случајности, дека никој од нас не е тука случајно дојден на овој свет и дека Бог има прекрасен план за твојот и за мојот живот. Господ нека биде со вас, Бог нека ве благослови, не заборавајте. Ке полагаме сметка пред Господа за се што е добро и лошо, тајно и откриено. Внимавајте. Имајте убава вечер и Господ нека биде со вас. Се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно.